Добар ден, дечки на сите. Како сте денес? Добар ден, наставниче. Се извинувам вака покасно што се приклучив, го спремав изненадувањето за денес. Виќе малку сне покасно, точно 14 часот, ќе почекам 5 минути. Изненадување. Да, денес ќе спромениме од вообичаениот начин на работа. Да не биде секој ден исто, денес малку ќе смениме. Може? Да. И после, Наставниче, молам? Повели, слушам. може наставниче. Добро, добро. Се надевам дека може. Само размислете на почетокот. Сите што сте приклучени, имам упатства од вашите наставници. Не знам дали забележавте, затоа што јас имав обрски не седнав. Сега ќе ви споделам екран, не гледате ништо, но јас ќе ви споделам еден екран. Ево ова екран ќе ви го споделам. Што гледате, сакажете ме? Празен екран вајде гледате. Ево вака. Грил. Добро. Сега што гледате? Прозорецот од Teams. Така? Да. Тимс. Вака сега. Значи, има молба од вашите... Не вака, чекајте, ајде, сега стојте. Од ова се снима. Момент, ќе го пресликам, ќе го префрлам на компјутер и ќе ви го покажам од друго место. Само 2 секунди. Вака. Еве го квизот што ќе го работиме, ама тоа не е битно. Значи, денес ќе почнеме часот, ќе го почнеме со Kahoot. Но првин морам да ви кажам на сите ученици, особено на моите ученици што се од Блаже Коневски. Кога ќе се логирате на веб страната, сите, вие, нели можете да се логирате, се уште барем можете да се логирате на страната. Кога ќе појдете во делот Teams, ќе ова го пренесувам тоа што го кажаа наставниците да знаете. Че кој ќе појдете на Teams, еве сега го отворам и сите вие ќе го видите. Например, во тимот, сега ќе отворам во моето оделение. 605. Има едно црвено одека кец. Значи има нешто ново што е тука наместено. Во делот General, општиот дел, е задачата што е наместена и нема ништо. Значи, наставничката во географија нешто додала. Значи, од ова што е затемнето, значи е ново. Кога ќе кликнете на делот географија, наставничката ви поставила задача, домашна работа. Значи, вие ќе отворите задачата, сите вие можете да го направите ова, дури и в гостите што се приклучени во 605 може тоа да го прават, еве ги прашањата што треба да ги сработите. Ако кликнете на овие трите точки овдека, можете да си го симните документот, а ако кликнете на ова облачето овдека, можете да започнете дискусија во врска со домашната, а ако ја искористите спајалицата овдека десно, долу што ја гледате, може да прикачите ваш документ или ваша слика како одговор на тоа што се бара од вас. Дали сум јасен на ова? Дали ме разбирате? Или дали гледате го? Значи, на овој начин, од денес, сите наставници што предаваат по оделенијата. Еве, например, ќе отворам сега, вчера што знам сигурно дека го има. Например, видите, сите овие што се нови, веќе се наместени. Сето што е ова вака со темно е ново. Има музичко, македонски, ликовно, историја, англиски. Еве, ќе отворам англиски јазик. Во делот англиски јазик, ако појдете во делот Files, би требало да има нешто тука. А ако нема, сега ќе провериме, во делот Files, значи е само креира. За сите оделенија, секој во своето оделение ќе си проверува. А додека, исто така, пожелно да ја проверите во оделението 600. Значи во оделението 600, ова што е со бројка, напред. Да проверите, еве 600 оделение. Например, јас ќе проверам, сигурно знам дека имаше физичко, наставникот по физичко нешто објави тука. Вчера вечер. Ќе кликните на овој документ овдека, за да го видите. Можете да го кликнете на reply, да одговорите на документот од наставникот на тој начин што ќе прикачите.
Може да користите било кој начин. А ако кликнете тука на овие три точки, видите што опции имате. Можете да го... Внимавајте, дечки, слушајте. Можете... Ало? Можете да го уредувате во Teams, може да го отворите ако имате Word на компјутер, или да го отворите во пребарувачот директно, затоа што вие сите имате Office на компјутер. Моја опција е да кликнете на Edit in Teams. Мој предлог, не мора да е така. Видете сега. Еве го документот што ви го објави наставникот. И ова е тоа што треба да го направите. Можете да одговорите тука. Еве ќе пишам одговор и да го испратите документот и автоматски стасува одговор, дури пишува и кој го напишал одговорот. Ако кликнете на трите точки, уште еднаш, може да го даунлодирате, да си го имате, да не одите на интернет, ама нема потреба, и тука го имате секогаш. Може да си го прочитате. Дали ви јасно? Молам? Јас отворив 604 и пише 14 channels. Да, тоа се скриените канали. Појди таму и ќе ги видиш тие што се, јас затоа ви објаснувам сега. Значи, кој ќе појдите во... Сите тие ви се предметите, вака. Тоа ви се предметите што ги учите вие. Секој наставник ќе ви дава материјали тука, што треба да направите. И вие на истиот начин на кој што ви објаснував, можете да одговарате на барањата на наставникот. Или да напишите документ, или да прикачите слика, сето тоа ќе го направите како атеч. Имајте ја кај вас на компјутер, сликата, документот, напишете го во Word, оти можете, оти имате на располагање, прикачете го тука. Слика направете од телефонот, пратете си ја на мејл, било како можете да ја прикачите. Како одговор ваш. Разбирате, наместо да ги препраќате на Facebook кај наставникот и така натаму, вика наставникот, еволуцијската листа за ученикот со одговори да се испрати на мејлот. Овој сега не мора да го препратувате на мејлот кај наставникот. Во каналот за физичко, секој ќе си го направи тоа што го бара наставник од него. Ќе кликнете на теч и ќе му го испратите него. На било кој, еве, најдол имате upload from my computer. И ќе си го прикачите од вашиот компјутер. Можете да користите било што имате на располагање, ама ако го имате на компјутер тоа како слика, можете да му го прикачите на наставникот. Или од телефон, истата поставка е. Дали сум јасен? Исто така сега ќе ви покажам и биологија имаш. Значи, уште еднаш само за биологија знам со сигурност дека имаше. Природни науки, уствари се извинувам, не биологија. Еве. Исто, ама ако ги нема во делот на предметот кој ќе го изберите. Појдете во делот Files и еве ги документите што ги имате. Еве ви ја презентацијата што е направила наставничката за вас. Ова е сите ваши активности што ќе ги имате од 6 до 10 април. Еве ќе отворам презентацијата. Кликнувате на незе, ја избирате и видите сега што имате опција. Може да ја отворите овдека горе. Еве вака. Значи да отворите на интернет. Втората опција е да ја отворите кај вас на компјутер ако имате PowerPoint, или да ја уредувате директно во Teams, да не мора да земате ништо друго. Значи кликнете Edit in Teams и сега презентацијата ќе ви се отвори во Teams, било на телефон, било на компјутер. Сега, овдека моментално покажува кој ја гледаат презентацијата. Еве, Леонид ја гледа и ја гледа моментално презентацијата Ангела. Имате опција да коментирате, да ја презентирате, да си ја пуштите како слайдшоу да ја гледате. Може да дискутирате за презентацијата со наставничката директно или помеѓу вас. Во делот може да си ја симните. Молам? А како се отвори презентацијата да биде како слайдшоу? Ќе кликнеш овдека на за да оставиш отвориш како слайдшоу, ќе кликнеш на презент. Еве вака, ќе кликнам на презент и еве презентацијата како слайдшоу. Овдека десно долу ги гледате иконите. Нареден слайд, нареден слайд, нареден слайд. Ако кликнете на моливчево, овдека. Еве овдека јас кликнувам. И сега бидејќи јас имам опција да пишувам, или знаете дека имам пенкалце, значи јас можам да
Ќе пробам да изменам. Ама ми е греф за наставничката, жал да не направам беля. Не изменува, може да си додадете собствени одговор. Дали ви јасно? Дали ви јасно на сите? Значи проверувајте во каналите што сте на Teams. Секој канал вие момент дозволи само, памти го прашањето. Секој канал е за оделенијата, односно со предметите. Секој во своето оделение или пак проверете директно во 6-то оделение, ќе ги видите материјалите. Гостите што се приклучени на часот, исто така може да ги гледаат материјалите што ги поставуваат нашите наставници. Ова е отворено, може да го гледа секој. А додека, тоа го зборувам само за 6-то. Оделение што е со бројка каналот. А додека сите останати канали, 601, 602, 603, 604 и 605 се исклучиво за учениците од Блаже Конески. Дали сум јасен? Повели. Значи, во ред. Се што е објавено, ви кажувам, ова што е со темно. Ова што е со темно. Овдека ви кажува дека нешто има ново. Ако имате hidden channel, тоа не значи дека е скриено. Кликнувате на стрелката и гледате за него. Еве, например, ќе отворам ликовно. Ако го отворите ликовно, овдека може да си дискутирате. Ама ако појдете во делот Files, ако има наставничката нешто напишено, ќе биде тука. Дали ви јасно? Или ако сакате да ја прашате нешто наставничката, ќе ја прашувате во делот, или пак ако одите овдека, во New, вие може да си прикачите документ како сакате, како одговор, или пак, значи да креирате, ова е уствари во New да креирате документ, а одека во делот Upload, она што го имате од компјутер или телефон, да и го прикачите на наставничката како одговор на барањата што ги бара на вас. Ова важи за секој предмет. Што е тука? Дали е јасно? Сега, бидејќи ова го одзедов доволно време одзедов за ова што го правевме сега, јас ќе се обидам да се вратиме назад. Ева вака. Имаме 63. Молам, повели? Дали учебната година ќе ја завршиме на онлайн часови? Јас се надевам искрено дека нема. Значи, искрено се надевам дека овој цел хаос ќе помини. Боже здравие, тоа не зависи од нас. Чувајте се, слушајте што ќе ви речат повозрастните, не правите глупости. Исто така денес сакав да ви кажам, ме замолија ученици со право. Од утре натаму. Значи, размислете до крајот на часот ќе се договориме. Од утре натаму почнува полициски час, построг. Единствен период во денот, каде што може да излегувате надвор, до 18 години што сте вие, е од 1 до 3. Значи, од 1 до 3. Во тој период имаме час. Сега. Значи, мој предлог, и сосем ја почитувам предлогот на Софија, мислам нека беше, може, ако се договориме, да имаме час. Или порано, или покасно. На вас е да одлучите кога сакате. Значи, добро, ќе ви вака, дечки, слушајте. Значи, дозволете да ви докажам. Да ви докажам. На крајот од часот, во последните 5 минути, ќе ви креирам анкета во која што сите приклучени на часот ќе определат кога сака да биде часот. Значи, на крајот од часот сами ќе определите, без вака да се надвикуваме. Може така? Порано е поубаво затоа што ако почнеме во 12 часот, например, во еден ќе завршиме така. Ама ако почнеме во 4, сега кој ќе бидите? Ама ќе се договориме. Сега оставете тоа. Почнуваме со часот. Молам, повели? Повели? Извинувам многу, но јас сум гостин, ама ќе треба денешниот ден да излезам порано од часот. Нема проблем, вака сега. Сега да ви кажам што ми е намерата денес. Бидејќи завршивме со проценти, пред да почнеме тоа поскапување и поевтинување.
Денес идејата на овој час ми е малку да измениме. Денес часот ќе го почнеме со Кахут. Сега. Кахутот има, мислам, 11 прашања. На секое прашање ќе одговарате по 2 минути. Затоа што прашањата се навистина со размислување. Некои се лесни, можат брзо, но треба да пишуваат. Потоа, во текот на часот, после завршувањето на Кахутот, ќе ви ги прикажам резултатите и ќе почнеме да ги решаваме задачите една по една, додека имаме време на часот, па може би и наредниот час, оние задачи кои што ќе бидат најслабо решени од вас. За да видиме каде вие грешите. Дали може така? Значи, спремете се за Кахут. Сега јас го споделувам екранот. Повели? Уште нешто не беше прашањето како ќе знам во колку сатот ќе бидат часовите, бидејќи јас не Бидеј- добро за да сваќам. Деја, бидејќи те гледам, ќе ти пишам порака на мејлот со кој што те пријавувам, ќе знаеш. Добро. Благодарам. Ништо добро. Мола? Мислам, че не е споделено. Знам дека не е споделено, почекував да докажете. Гласната треба да ни каже кога точно, ама че имаме час во 12 сато, со сите 6 ќе ни одржи по информатика. Затоа не можеме да имаме час по математика во 12 Па сати. затоа правиме да се договориме, луѓе. Затоа, ако имате друг термин, ќе ми кажете, после на крајот часот ќе се договориме. Затоа, може би најдобро е покасно. Тогаш нема да имате ни обврски, ама ќе се договориме. Ќе се договориме после. Кога? Па затоа, бе, дечки, ќе ми кажете, ќе се договориме после. Ајде. Сега да го решиме квизот, па после ќе мислиме за часот. Ајде вака. Еве колку гледате сите. Значи, ова е платформата Kahoot, на кој што е направен квизот. Имаме 12 прашања. Ниту еднаш не е игран квизот. Сега ќе го стартувам квизот. Како што секогаш го правиме. Еве ќе го пуштам да го играме. Напомнувам, овој квиз ќе го имате во тимовите како задача после. Откако ќе го изиграме сега, истиот овој квиз, со истите прашања, но во различен редослед, ќе го имате како задача што ќе се оценува во секој од тимовите. Сега одиме да го решиме тука. Исклучете ги микрофоните, ве молам да не се случува. Че овозможувам првата опција. Сето е уклучено да се мешаат, значи почнуваме, значи кога би го играле, ова кажувам за тие што ќе го гледаат видеото. Кога би го играле во училница, кај што немаме доволно телефони, ако изберам ова опција, тогаш на еден телефон би одговарале како група четворица или 5 минученици, ама сега секој посебно. Еве страницата. Него пинот го гледате. 408658. Страницата е, знаете кај требаше. Пробајте да се логирате. Еве Леона прва. Откако ќе се логираат сите што се присутни, јас ќе го пуштам квизот. Треба да се 61 логиран. Значи, ако некој не сака, не мора. Еве ќе почекам до 2:19, до 2:22. 28 се приклучени. Значи, како што се договоривме, после завршувањето на квизот, што може би ќе трае и повеќе од 10 на 15 минути, ќе ги решаваме задачите што најмалку ќе бидат решени. Затоа внимавајте, пишувајте, за после да можеме да дискутираме за решенијата. Не кликнувајте. Значи сега учиме. Не е битен резултатот, колку што е битно да не учиме. Исто така да ви кажам дека во квизот има и прашања на кои што треба да го запишите одговорот. Исто како има две мислам прашања кои што се точни и грешни. Треба да одговорите дали е точно или грешно. Еве од 62 ученици 36 се веќе. 38, самите гледате ми.
38. Стане, че аз не можам да најдам кај треба. Попиши kahoot.it. Kahoot.it. И кодот пиши го само. Значи KAHOOT.it. Ене горе овдека во линков стои. Play Kahoot. Значи Kahoot.it пиши само. На телефон, на компјутер, било каде. Значи, ајде да ви покажам, сега ќе ви отворам документ. Значи, ќе отворам овдека што го гледате вие. Дали го гледате документов овдека празниот? Или само веб страната? Епа, ја пишувам сега страницата и ќе ви ја напишам во линк во четот, да сите да знаете. Страната е kahoot.it. Пинот е 408658. Сега ќе ви ја пратам во четот. Значи во четотот, еве го, ви го праќам страницата. Еве го, kahoot.it. Пинот е 408658. Ако овој пин го дадете на било кој во моментов, и тој може да се приклучи. Значи, квизот е отворен. На секој што сака да го решава, слободно дајте го овој пин и ќе се приклучи во решавањето на квизот. Молам? Па чекаме да ви се приклучуваат 45 сне веќе. Можам да почнем одмама, почекаме да се приберат. Па не, ќе почекаме. Оти гледам колку сте вкупно на часов присутни. На часов присутни се 62. А сега се 50 на квизот. 49, тоест. Еве, ќе почекаме до 23 и почнуваме. Колку што ќе се приклучат толку. Секогаш може да почнете да го решавате квизот кога сакате. Еве, двајца се откажаа веќе. Значи, во 23 го пуштам. Значи, квизот го почнувам. Тоа не значи дека не можете да се приклучите. Дајте го овој код на било кој што сака. Споделете го, секој може да го одговара квизот. Почнуваме сега, одма. Наставниче, Повели? дали може како да се сметне в Play Store, например, кога ќе играме да... Може ако има опција, не сум проверил, ама може. Ако има како опција. Ајде, почнуваме сега. Прво прашање. Дупли поени. Читајте го прашањето добро. Не брзајте, 2 минути имате за прашање. Пишувајте ги, одговорите, ќе ги дискутираме после. Долу на страната во левиот агол. Ја гледате веб страната и пинот за квизот. Може да го игра кој сака, доколку го знае овој пин во моментот. Со што безлатен? Значи, пишувај kahoot.it, гледај лево долу, напиши го на... Добро, ако ене 17 одговори имаме. Не брзајте, дечки. Целта е да научиме. После ќе ги гледаме решенијата сите. Не брзајте, полека. Пишувајте како што треба, како што учевме. После ќе ги имате за да ги вежбате задачите. Добро, полека сега. Значи тоа е до интернетот, до телефонот. Полека, без паника. Да, додека не помени времето, ако одговори не може да одиш наредно. Први ги гледаме резултатите, а потоа почнуваме ново прашање. Значи, повторувам, секоја задача е 2 минути на располагање имате. И внимавајте, треба одговорот да биде како децимален број, ама ако не е цел, се разбира.
Готово. 27 точното решение. А видиме кои се тие 27? Антон? Точното е под зелено. Тоа што е точно, еве ги поените. Значи внимавајте, задачата носеше 2000 поени, да ви кажам како се формираат поените. Бидејќи никој нема 2000, тоа значи дека Антонио, Маја, Димитар ги имаат точните одговори, ама во одредено време. Значи колку побрзо го добивате точното решение, толку повеќе поени имаат. Наредно прашање. Исто така носи 2000 поени. Дали следното количество е цел број? Да или не? Не брзајте, 2 минути имате, полека. Try. Значи, синото е тот... Како беше пинот? Ово пино 408658. Не, долу лево го има. 408658. Долу десно го имате на сликата. 408658. Trideset секунди уште. Значи, решението беше одговорот. Точно. Имаме 35 такви. Наредно прашање, да видиме резултатите. Правос, Максим. Наредно прашање. Исто така дупли поени, 2000. Читајте го добро текстот на задачата. Не брзајте, во првите 9 секунди имавме точно решение. Не брзајте. Ќе добиете доволно поени ако и покасно одговорите, ама точно. Trideset секунди. Дваесет пет секунди. 10.
3, 2, 1, 0. Чи 17 од вас точно одговорија на задачата. Одговорот беше 5,3. Значи, гледате, 5,6 исто така понуден, ама тропката 6 може да се скрати. Внимавајте на тоа што ви учев. Наредно прашање. Леона, правос. Марко ни е второ со тесна разлика. Одиме понатаму. Исто така, 2 минути, 2000 поени. Бре, дечки, во првата секунда одговор. Кој успеа да го види одмah? Не брзајте. Ще 25 секунди. Десет секунди. Значи, точниот одговор е 10. Одиме понатаму. Видиме се каква е состојбата. Без промена на врвот. Одиме наредно прашање. Исто така 2000 поени. Не брзајте се одговорите. Немојте во првата секунда да сгрешите. Ајде, 4 секунди му требаше на некој да одговори. Шеесет секунди, уште една минута. Дваесет пет секунди. Наставниче, мене не можам јас да кликам на некој од формите.
А не од формите пробај боја да избериш. Не знам како е на телефон, немам пробано. Ај сега ќе го пробам на телефон јас. Ајде да видим. Сега ќе го пуштам и јас квизот од наредното прашање. Кај мене на телефон да видам ајде. Наставниче, јас сега на некој од формите пак не може. Ајде нека ти кажи некој што го одговорил како го одговорил. Значи мора нешто да грешиш. Браво, секој ќе се снајде. Одиме понатаму. 25 е точното. Одиме да видиме табелата. Браво, Марија. Значи Маријова Пламенот покажува дека последните одговори се 5 со ред точни се. Марко е прв. Одиме понатаму. Ајде, полека. Не брзајте, повторно кажувам, не брзајте. Подобро точно покасно отколку грешно. Ете, во првата секунда одговориме. Еве, јас го тротат. Браво. Сега јас го пуштам на телефон да видам како вие гледате уствари. Мене не ми е проблем, јас преку телефон сум. Сега, па ова е измислено за на телефон, не за на компјутер, ама ајде. По правило ова треба на телефон да се решава. Значи, вие на телефон уствари ги гледате само боите. Сега го отворив кај мене на компјутер, не ги гледате бројките, туку ги гледате само боите со формите. А вие ги гледате сега во живо тука на часот одговорите. Мислам, тоа што е запишано, например, кај триаголник. Да. Че мора да го гледате ова во исто време за да го одговарате. Затоа јас наставниче го направив пола скрин од часов за да го гледам прашањето и одговорите пола скрин како Готово. Повели? Не може душа ако си ги точно, тие што му е точно, да немаш нешто сгрешено, првин грешно да имаш кликнато. Добро, одиме понатаму. Ајде, Марко, молам. Да, знам, че ова. Ја ако ќе кликнем не може одговор да Мора да може. Точно грешно сега. не знам кај треба да кликнам. Па на бојата бе златен, на телефон. Ама јас не можам на лаптоп сум. На лаптоп си, ај пробај на телефон, уклучи се. Ќе го гледаш на лаптопот, а на телефон ќе одговараш. Пиши ја страницата на телефонот оваа долу, што ти е, а пиши го пинот кој ќе ти се појави. И ќе можеш да решаваш. Ќе гледаш на лаптопот, а ќе решаваш на телефон. Че 40 секунди уште. Цинка.
Ајде да видиме. Значи, 29, точно, што е грешно во случајов. Видиме каков е Точно. резултатот. Марко, Точно е. одиме понатаму. Повтором, не брзајте. 2000 поени. 8 прашање, уште 4. Јас не можам да го решам. Прислаб ми е интернетот, не знаеш. Добро. Гледај ги учи, после ќе ги решаваш во тимот полека на рајат. Истите овие задачи. Не, мене ми се тегна погрешно, значи Па сега не брзај, шо реков јас, не можеш во првите 2 секунди да одговориш. Не брзај. Кој ќе одговориш е одговорено, нема назад. Еви јас пробувам да кликам нешто без веска на компјутер, на телефон да проверувам дали како оди тоа. Чи уште една минута, не брзајте, повторувам, не брзајте. Повторувам уште еднаш, после на крајот од часот, ќе ги решаваме задачата. Прва задача што ќе ја решиме на крајот од часот ќе биде таа што е најслабо оценета. Триесет секунди уште. Седум секунди. Готово. Точното решение е 45. 21 од вас. Видиме каква е состојбата. Непроменета. Напредуваат Леона, Маја и Филип. Јас грешно го ставам. Ако де, добро учиме сега, не брзај. Затоа велам не брзај. Ајде полека, дали е точно или грешно? Не брзај. Дечки, секунда ви треба да сгрешите. Не брзај. Се 50 и некоја секунда. Дваесет секунди. Десет секунди. 5. Че 45 одговори, од кој 30 се точни, значи точно е грешно. Значи не е цел број. Да видиме. Маја напредува, првите 2 места остануваат исти. 10-то прашање. 2000 поени носи. Не брзај, повторувам. Подобро покасно, точно, него брзо грешно. 2 минути имате. Што ако не одговори? Ништо. Ќе ти закочи телефонот, ама што ми имаш понудена опција, избери која сакаш.
Разбираш? Ама јас сум на компјутер. А како одговараш на компјутер ти? Па така лесно, пола не, мамо си јам само така. Добро. Ајде, кликни на било кој и готово, ајде. На среќа. 25% имаш шанси да погодиш. Ајде, не зборувај. Минута уште. Значи, кој ќе играте на телефон, ако одговорите порано, се додека времето не е истечено, ќе добивате некое кругче што врти. И долу поените, значи не му се секирајте. Добро, учиме сега. Гледајте да научите нешто. Петнаесет секунди. 10. 9. Ајде да не броиме сега. 3, 2. Повторно имаме 45 одговори. 30 точни, 13,3. Резултатите се Марко 10 со ред точни. Браво, Марко. Значи не е решение целта да бидеш брз, току точен. Наредно. Сега пишувате вие одговор. 2000 поени, не брзај. Вие го пишувате одговорот, било кирилица, било латиница. Чи не брзај. Еве веќе некој пишува. Чи не брзајте. Пресметајте, па напишете го одговорот. Со семерна единица. Одговорот треба да биде запишан со семерна единица. Па одговорот со семерна единица. На крајот, после 2 минути, ќе ги видите точните решенија. Значи, повторувам, одговорот да биде запишан со семерна единица. Тоа грешно, не нормално работа. 40 секунди. Јас се спремам за пишување. Се потроши батеријата на таблетот. Видам дали одговорив на мобилен. Ти ја си играм со вас. Вас стане се си да случи. Не, намерно ги грешам јас. Да видам што ќе се случи ако сгрешам. Значи сум во ситуација за да гледам тоа што гледате вие да биде исто. Ајде да видиме. Значи, еве кои се одговорите. Значи, точните гледате како се запишани. Било латиница, било кирилица, со освоено место меѓу нив. Резултатите се ги видовме. Последно прашање.
Значи 18 точни. Сега како што ви ветив? Резултатите се трето место со 11 точни Маја, браво с Маја. Со сите точни Марија и со 11 од 12 едно сгрешено Марко. Честитки на победниците. Леона и Антонио се четврто и петто. Честитки, вака сега. Бидејќи ја имаме таа можност, сега јас ќе го... Молам, повели? Извинувам, аз морам да се одјавам за тоа што часовите доколку ќе бидат ќе ми пишете. Да, ќе ти пишем деа секако. До гледање. Значи, вака сега. Со тоа заврши квизот. Значи сега ова ќе го исклучам овдека. Сега. Ај ќе се вратам на домашната страна, затоа што ова се снима, ќе го гледаат после сите. Го гледате вие ова што беше тука. Еве во овој дел е играта, што ја игравме, пишува дека еднаш ја игравме. Во овој дел овдека изберам reports, значи извештаи, кој гледате вие. И сега ќе видиме извештаите, ќе видиме која задача е кој ученик, еве ги прашањата. Ќе избериме задачата со најмалку процент точно решени, 16%. Значи да видиме некоја друга. 1, 2, 3, значи задачата со најмал број проценти, ваши точни одговори, еве оваа задача. Значи, сега таа ќе ја решиме. Значи, еве сега ќе ја копирам задачата. Ставници треба да пишуваме. А пожелно е душа да пишувате. Вака се. Значи, ова задачата најмногу од вас се има сгрешен. Не само може најмногу сгрешија, затоа што требаше и да напишат, можеби, решение. Ама ајде ќе видиме. Значи, требаше да се запише. Сега да видам задачата точно како гласеше. Пресметај го количеството. Доколку одговорот не е цел број, да се запише како децимален број. Значи, ако решението не е цел број, да се запише како децимален. Прашувам, што гледате вие сега? Дали гледате задачата? Дечки? Ја гледате сега, не гледате ништо, всушност. Сега треба да ја гледате задачата. Ја гледате задачата? Дали ја гледате задачата? Како не бе, дечки? Што гледате? Имам проблем со интернетот, најверојатно дома. Сега се појави? Ајде сега ќе сменам од интернетот. Ќе пуштам мобилен интернет. Оти снема интернет, нешто можно и струја да снема дома. Еве кажуваат дека има струја, ама интернетот е многу слаб нешто. Не може да... Вие гледајте задачата, откако ќе се конектираме, ќе решиме задачата. Дали ви јасно? Разгледајте задачата. Еве јас сега ќе се конектирам на мобилниот интернет, за да можеме да ја решиме задачата. Сега е во ред? Дечки, дали е во ред? Дали ме слушат? Во ред, ајде вака се. Значи, уште еднаш, повторувам, да видиме задачата каква беше. Да се определи количеството, доколку одговорот не е цел број, да се запише како децимален број. Значи, ќе пишам. Значи, ако одговорот не е цел број, да се запише како децимален број. Ајде да видиме се. Во математиката како зборувавме, од значеше множење. 62,1 запишано било како дропка, било како процент, децимален број, еве како децимален ќе се.
Тоа е 62,5. Зошто? Затоа што дробката е 1/2, учевме дека е половина од едно цело и таа е 0,5. А дробката 62,1 всушност е 62, ако проширам со 5, 5 односно 62,5. Рековме оте множење. Се задачата се сведува на множење на 2,5 по 360. Само нешто дека да проверам ми е сумливо. Да не требаше да имаме процент. Ајде ќе видиме. Можно ми јас да имам сгрешено тука, ама ќе се коригирам. Ајде да видим. Че во овој случај задачата се сведува на множење со децимален број со природен број. Така? Сега. Ќе ви кажам една финта сега одека за како додиме полесно. Ако овој број го дуплирам, така, ти ми е децимален број, кој ќе го дуплирам, ќе добијам колку? 125. За да не ми се промени производот, ова треба да го преполувам. Делено со 2, ќе добиеме дека е 180. Ако овој број повторно го дуплирам, а овој број повторно го преполувам, ќе добијам 250 по 90. Уште еднаш ако дуплирам, а овдека преполувам, ќе го добијам 500 по 45. Па колку е 5 по 45? 5 по 45 е 225. Кој ќе ги додадеме двете нули, ќе добиеме 22, значи овдека 5 по 45, значи јас ви кажувам едно, а грешно пишувам. 500 по 45 е 225 и двете нули, значи 22.500. Се, ова е милиграми. Но во задачата, мене сигурно, значи се овдека треба да го проверам и квизот, значи во задачата, бидејќи учевме проценти, најверојатно, еве сега ќе се вратам во кахутот и да ја видам задачата, ги точните решенија, да видам задачата што имаше 18%, нешто ми е сумнително, најдам задачата која беше. Тоа беше оваа задача, така? 16%, мене ми е сгрешена задачата, овдека немам пишано знак за процент. Значи, оваа задача на сите што ја решите, значи, кој ќе го правам квизот, затоа е најголем број на грешни одговори, по задачата за да одговара точното решение, мора да биде овдека процент, молам? Јас точно ја решив задачата, а мене ми пише грешно. И па сега затоа правиме муабет, затоа избрав таа задача да видиме што е проблемот. Мора да биде во задачата, да одговара задачата на решението, јас сум сгрешил, значи се извинувам, овдека мора да е процент. Сега видете, како што ја решавав задачата. Ако ова го поделам со 100, значи ако овдека беше процент, имате 225, колку што е решението на задачата. Значи, дали ви јасно? Овдека јас ја решив 62 цели. Овдека треба да е проценти зададено, за да го поделам тоа што го добив на 100 и да добијам 225 милиграми. Дали ви јасно? Мене ми беше сгрешена задачата. Значи, кога ќе ви ја постирам на тимовите за домашна, ќе биде коригирана. Дали ви јасно што беше задачата? Повели? Да. Може петтата задача од техните да ја решиме? Одма сега петтата задача. Јасно. Сега одма ќе го прекинам решавањето, ќе го споделам кахутот, за да го видите. И ќе ми кажете која... Молам? Момент, сега барам петтата задача. Еве ја петтата задача. Ова задача беше? Тој што праша, ова задача? Е 3 цели и една третина. Па дај, еве, тоа е четврта задача. Значи четврта сум ја правил, вие на квизот имавте петта затоа што се мешаат. Еве задачата. Десно ги гледате решенијата што ви беа понудени и едното што е точно. 25. Сега ќе го копирам ова целото.
Ќе го наместам во задачата кај што ќе ја решаваме. Че вие го гледате сега прозорец со задачата, така? Еве сега задачата. Сега јас да го видите само ова. Ова задача 35% ја решиле точно, а 65% сгрешиле. Значи, еве колку време требало да се реши, значи видите каква статистика има задачата. Сега ќе го споделам, прекинам споделувањето овдека, ќе го споделам прозорот кај што ќе решаваме задачата. Сега треба да ја гледате задачата. Така? Дали ја гледате задачата? Еве вака се. Пак овдека нешто не е во ред. 33,1 овдека процент треба да стои. Не знам зашто не излегува. Овдека треба да е процент. Задачата и си стоеше, ми се чини. Или пак кај пак беше грешна. Како ви беше задачата вас прикажена таму? 33 без процент. Па значи истата е грешка. Истата е грешка. Значи мора да е процент. Затоа е грешно, затоа ги проверуваме, затоа реков. Значи јас сум сгрешил при пишувањето. Задачите учевме проценти, значи мора да е процент. Еве сега ќе решиме со процент. Затоа учиме, дечки. Затоа и поените што ги правиме сега ни се за да научиме, не се толку битни. Ајде вака. 33,1 од 75. Внимавајте се. Ова е третината. Значи дропката. Што беше овдека запишано. Ќе ја запишеме на следниот начин. Како 33 плюс 1/3. Сега, бидејќи дропката е со именител 3. 1/3 знаеме дека е бесконечен периодичен број. Кој е бесконечен периодичен број? Ќе го добиете ако еден го поделите со 3. Ќе добиете дека е 0, 3, 3, 3 и така натаму. Ама јас ви кажував, направете ја дропката, проширете ја со именител 9, добиете 3 деветини и секогаш дропките што се со именител 9 прават периодичен број со периода бројителот. Ова е 0,3 во периода. Значи, ако ова го заменам ваму горе, ќе добиеме 33 цели плюс 0,3 во периода. Ама внимавајте, ова е целото во процент. Значи, мене ми беше сгрешено горе. Сега видите, 33 плюс 0,3. Тоа ви е 33,3 во периода, ама процентот значеше делење со 100. Сега, ако овој број го поделам со 100, го намалам 100 пати, единици, десетки, цифрата тројка ќе појде кај помалите за две места, ќе дојде во десетинки и ќе биде 0,333 и така натаму, односно 0,3 во периода. Ама видете сега. 0,3 во периода која дропка беше? 1/3. Значи 33 плюс 0,3 или 33,1 всушност е 1/3 или 3 деветини. Чи задачата, место да имаме 33,1 од, колку беше? 75, ние имаме уствари 1/3 од 75. А 1/3 од 75 знаеме дека е 75 делено со 3. Дали сите не ме слушате или само ти? Не ме слушаме. Микрофонот се научи. Ајде да видам. Микрофонот. О, ајде сега ќе го вратам назад. Бидејќи преминав на мобилен и не си скучи. Значи, оти не реагирате побрзо. Ајде вака. Бидејќи не ме слушавте, а гледавте. Еве сега ќе повторам уште еднаш за сите. Оти сега да слушате. Значи беше 33,1 проценти. Значи, моја грешка, повторувам, ова е проценти. Од 75. Требаше да најдете. Сега дали беше 75 бројка само или грамови беше, ќе видам горе во задачата. Од 75. Значи, прво што треба да направите, да ви биде веднаш јасно, дека овој дел овдека
во проценти. Треба бројот што е пред процентот да го претворите како децимален број или било тие многу незгодна дробка, првим во мешан број. Или пак било како. А потоа ќе го делиме со 100. Сега, 33,1 е прв начин. Ако го претвориме како неправилна дробка, 33 по 3 е 99,1 е 100 врз 3. Чи во задачата сега ќе имаме, наместо 33,1 проценти, ние уствари имаме 100 врз 3 проценти. Сега, бидејќи процентот значеше делење со 100, ние ќе добиеме двојна дробка. Затоа, бидејќи немаме учено операции со двојни дробки, овој начин јас не го избирам, затоа што треба надворешен со надворешен, внатрешен со внатрешен, тоа ќе го учиме в година. 100 по 1, 3 по 100. 100 со 100 се крати, добиваме 1/3. Сега, затоа овој начин, повторувам, не го избирам јас. Туку, дробката 33,1 ја запишувам како 33 плюс 1/3. Бидејќи бројот, т.е. дробката 1/3, има именител тројка. Бидејќи именителот е 3. Тоа значи, тројката е прост број, тоа значи дека дробката 1/3 се запишува како бесконечен периодичен број. Бесконечен периодичен број. Ова може да го знаете како правило, но ако не го памтите како правило, направете 1 поделено со 3. Поделете се и ќе добиете дека 3 ќе се повторува до бесконечност. Исто така, во еден од претходните часови, јас ви напомнав дека дробката третина. За побрзо, проширете ја со 3, да добиете 3 деветини. Ако добиете дробка, по која што именителот е 9, 99, 999, или само број со толку многу деветки, тогаш бројот што е горе во бројител ни ја дава периодата. Значи, ако, например, дробката е 12 врз 99, тогаш бројот е 0,12 во периода. Ако имате, например, 7 врз 999, тогаш периодата треба да биде 3 цифри, па ќе биде 0,007. Ова е како правило, ќе зборуваме нешто покасно, ама за побрзо. Ова важи само за деветки. Или ако имате тројка, па да ја направите деветка, или 11. Значи, ако имате 1/3 може, ќе проширувате со 3. Ако имате 1/11, ќе проширувате со 9. Во случајов ќе добиете деветина, овдека врз 99. Или ако имате 1 врз 333, ќе проширите со 3, ќе добиете долу 999, а горе 3. Целта е на овој краток начин долу да добиете деветки. 1, 2, 3. Сега, колку деветки ќе добиете од оздола, толкава ќе ви е периодата. Во првиот случај една цифра, тоа е кецот. Во вториот случај периодата ќе биде со две цифри и ќе биде 0,1. Ќе запишам. 0,1 ќе биде во периода, а овдека ќе имаме 3 цифри, 0,03 ќе биде периодот. Сега, бидејќи најдовме дека 1/3 е 0,3, а задачата ни беше 33,1. Само че имате грешка. Повели, кажи, Душо. 1/11 по 9 е 9. Да, 9 овдека, да, браво. Е 9. И са деветката ќе биде во периода и ќе биде 0,9. Молам? Кажи, Стефан. Горе 30. Епа, да, 1 по 3, 3. Мене беше целта долу да ви кажам, горе не ни гледав. Значи, овдека ќе биде периодата 0,3. Тројка ќе биде во периода. Чи бројката што е горе е периодот. А колку цифри? Повели? Кога ќе завршиме со часот? Па сега уште ова задача ја решаваме, ќе ви кажам што имате за домашни и готово. Значи, 33,1/3.
ја запишавме како 33 плюс 1/3. А ова значи 33 плюс 0,3 во периода. Сако ќе ги соберите 33 и 0,3 во периода. Овде ќе имаме 0, нели? Кој ќе собериме тројката во периода, нели е тројка, ќе се повторуваат, ова е 3, ова е 3. Че решението ви е 33 и 3 во периода, а ова значи 3, 3, 3 и така натаму. Сега внимавајте, овој бројов што ни беше даден беше процент. 33,1/3%. Чи тоа ќе биде ова што го добивме поделено со 100. Сега како беше ова? Ова е единици, ова е десетки. Цифрите ќе одат во десно, две места, ќе дојдат во десетинки. Значи ќе биде 0,333 и така натаму. Односно 0,3 во периода, а тоа беше 1/3. Значи, конечно, 33,1/3% е исто со 1/3. Значи, задачата 33,1/3% од 75 е исто со 1/3 од 75. А 1/3 од 75 учевме како? Еве ви го целото, го делиме на 3 дела, ни треба едно од тие 3 дела, бидејќи 75 е целото, ова овдека е 75, кој ќе го поделиме на 3, во едно делче ќе имаме 15, значи ова исто што е 75 делено со 3, по 1 или 15. Дали ви јасно? Не слушам, дечки? Да. Добро е. 25 или 15. Мола? 25 или 15. 75 делено со 3? А, да. Ете, грешка, лапсус во сметањето. Значи 75 делено со 3 е 25, да. Оти 15 по 3 е 45. Че овдека е 25. Значи 25 по 1 е 25. Да. Ете, добро и следите. Одлични сте. Значи на овој начин завршивме. За утре ќе имаме нешто попусти, зголемување, намалување, практични текстуални задачи. Со тоа денешниот час заврши. Значи повторувам, секој од учениците, особено од Блаже Конески, нека ги проверуваат фолдерите во Teams, за да проверат што му дале нивните наставници, ако воопшто му дале, и дека постапат според тоа што се бара таму. И се гледаме утре. Вечер ќе ви ги наместам кахутот, ама коригиран. Ќе го превидам уште еднаш. Повели? Утре кога? Тоа што ви реков. Вака сега, ајде. Вака сега. Ајде вака, договорете се меѓу вас и на тимовите што се. Ќе ве оставам еве до 5 сато. Секој од вас ќе креирам јас, ќе креирам група. Чекај да проверам сега дали можам да креирам. Сега, момент само, душте тука. Значи во 5 сата имаме час. Добро, ама не за денеска, ви кажувам. Значи, вие треба да го определите состанокот за утре. Разбирате? Е вака, 2 секунди. Ајде вака. 2 секунди бидете уште на линија и ќе завршим. Во овој дел овдека, кај што с не јас ќе креирам. Еве вака. Еве, сега ќе креирам директно во. Креирам еден прашалник, краток. Еве вака. Креираме нов формулар. Видам што пише овдека. Еве го. И овој формулар што го креирам, ќе напишам едно прашање и во тоа прашање ќе биде да го запишите час времето во кое вие сакате да го имате. Значи, ајде, време кога сакате да го имате часот за време на
полицискиот час. Значи, од 13 до 15, не, оти тогаш можете да излегувате. Внимавајте, од петок до понеделник полицискиот час е цело време, ама ние само во петок имаме часови, значи тогаш не важи. Еве сега одма. Значи, Наставниче, молам, а ние треба сега ќе ви напишам, да душо, времето во кое сакаме. да, сега ќе ви напишам опции, вие ќе ги изберите. Значи, изберете време. Значи, првин ќе изберам Сабајле, еве. Ама Сабајле не. Пак, ајде. Да видам, само да видам распоредот. Сабајле, значи, вака, ќе ви напишам опции. Прва опција ќе ви биде 12, ќе го добиете. После полицискиот 15, 16, 17, 18, ева вака се. Ама наставниче не можеме ние во 15, во 18. Зошто шо имате тогаш? Имаме германски. Добро, бе, душо, затоа нема да го изберите тогаш, јас ви давам како опција да видиме како е шо е, разбираш? Ти кога не можеш, нема да го избериш 15, 17. Дали јасно? Еве сега јас само готово. Еве сега овој линкот што е направен, ќе ви го споделам одма сега. Значи, секој што го има овој линк, сега што ќе ви го пратам јас, ќе го копирам и ќе се вратам во документот кај што го гледате вие. Еве вака. Ќе го напишам линкот. Еве го сега формуларот. Значи, овој вие го гледате сега и вие би требало да можете да кликнете во него и да го запишете вашиот одговор. Доколку нема да можете сега да одговорите, ќе ви го споделам овој во групите и вие во групите ќе одговорите на него. Ајде пробајте сега да одговарате. Дали можете сега да одговарате? Тука друго гледате. Значи, ако не можете, долу имате other опција и ќе го напишите. Значи, ова ќе ви го споделам. Ќе чекам до вечер до 5, до 6 еве. Во 18 часот, оној период од денот што има најмногу одговори, тогаш ќе не биде часот утре. И тоа ќе важи за сите денови додека трај полицискиот час. Дали ви јасно? Ако случајно има поклопување, ќе се договориме после. Дали јасно, дечки? Значи, бидејќи не можете да одговарате, ќе ви го пратам овој формулар во групите, па одговарајте од таму. Јас ќе ги имам резултатите. Со тоа денешниот час заврши. Наставниче, Молам? дали резултатите од вчерашниот квиз на кој што не можеме да ги видиме резултатите на... Да, мислам дека ќе ви ги пратам, да, ќе ви ги пратам, почекував, оти беа само тројца, четворица што ги одговорија. Ќе ви ги вратам да ги видите, да, секако. Дали ви јасно? До гледање. До гледање, дечки, одговорете до 6 сато да се договориме со часот за утре. Се гледаме утре. До гледање. Повели? Ова за гласање, кај треба да се уклучи? Сега, ако не можете тука да одговарате директно, ќе ви го пратам во тимовите, во 6-то оделение или секој во своето оделение за да одговарате. А на гостите во 6-то за да и тие го одговорат. Ете така, ајде чао, се гледаме. Како ќе изберите, така ќе имаме час утре.